I like to move it, move it. 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 You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to. Драги гледачи на МТМ телевизија, здраво и добродојавте во 8-то издание од третата сезона од нашата МТМ кошаркарска лига. Во денешното издание ќе ви понудиме 4 доста квалитетни надпревари кои се одиграа за прв пат во спортскиот центар Ново Лисиче. Почитувани гледачи, би ви препорачал да останете покрај малите екрани во наредните половина час и да уживите пред се во мајсториите на децата. Стартуваме со првиот надпревар во денешната програма кај генерацијата 98-99. Во рамките на петото коло ќе настапат тимовите на АБ Песталоци и Илинден. Кошаркарите на АБ Песталоци одлично го започнаа надпреварот. Уште на самиот старт од овој период го полнеа кошот на Илинден, што резултираше со голема предност која беше и двоцифрена. Илинден беа помалку изненадени од добрата игра на АБ Песталоци и нема никакво решение во своите напади и во одбраната. АБ Песталоци со 14:4 ја доби првата четвртина. Во вториот дел, сепак кошаркарите на Илинден ги консолидираа своите редови и со серија поени фатија резултатски приклучок на надпреварот. Илинден се ослободи од почетниот притисок и полека го достигнуваше водството на АБ Песталоци. Со нова серија на поени, Илинден за прв пат го имаше и водството на надпреварот и до крајот на првото полувреме не го испушти. Со високиот 21-8, Илинден ја доби оваа четвртина, а на полувреме Илинден имаше и водство од 25-22. Во третиот дел стрелците мируваа. Иако се постигнаа најмалку поени досега, сепак кошаркарите на Илинден ја одржуваа минималната предност од 3 поени. Оваа четвртина никој не ја доби бидејќи резултатот беше изравнет 8:8, а на семафорот стоеше 31-29. Во последниот период и двете екипи тргнаа со сите сили со кои располагаа за да стигнат до победата. Резултатот цело време се менуваше во полза и на двете екипи, но сепак пред крајот на овој надпревар водството на Илинден на неколку пати беше загрозено. АБ Песталоци имаше неколку шанси за изравнување, но сепак до тоа не дојде и победата отиде во рацете на Илинден 143-40. Последната четвртина беше изравнета 11:11. Кај Илинден со по 8 поени, најдобри беа Владимир Ѓурковски и Стефан Милановски, а кај АБ Песталоци исто толку поени даде Боријан Апостоловски. Наградата од нашите пријатели Горска ја доби Никола Тареновски од Илинден, а наградата од Агенцијата за млади и спорт ја доби Горас Димовски, лично од рацете на Александар Књазев. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Лазар Пуволски, директор на Агенцијата за млади и спорт, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Војан Саносев и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов,
а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самарџиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од ова пето коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 98-99 се сретнаа тимовите на Карпор Соколи и МЗД Скопје Фруктал. За МЗД Скопје Фруктал настапија Леон Пап, Трајче Тодосов, Давид Пауновски, Давид Стојанов, Марко Петрушевски, Дарко Серафимовски и Сара Максимовска. За Карпор Соколи настапија Андри Билјановски, Виктор Славковски, Јане Джингов, Марко Аргировски, Димитар Атанасовски, Андреј Марковски, Јане Билјановски, Кристијан Поповски, Петар Каспинов, Димитар Таповоров, Томе Костов, Мартин Илиевски и Андреј Маженковски. Тренер на екипата е Горан Костовски. Овој надпревар кошаркарите на двете екипи солидно го отворија, се играше воглавно кош за кош. МЗД Скопје Фруктал беа посебно мотивирани на овој надпревар. Сепак кошаркарите на Соколи со серија поени во финишот на овој дел го презедоа водството и на крајот има преднос од 9:7. Во вториот дел, Карпор Соколи продолжи да го полни кошот на МЗД Фруктал и на полуреме имаа предност од 17:9. А вториот дел го добија со 8:2. Во третиот дел кошаркарите на двете екипи се разиграа, стрелците беа расположени, па така поени се постигнуваа на двете страни од теренот. Во таквото надигрување, сепак Соколи беа поуспешни во овој период и со 11:7 ја добија четвртината, а резултатот пред стартот на последната четвртина беше 28:16 за Карпор Соколи. И во последниот дел, кошаркарите на Соколи само ја потврдија доминацијата на овој надпревар и ја зголемуваа постепено разликата. Помладите кошаркари на МЗД Скопје Фруктал го дадоа својот максимум во овој надпревар. Соколи со 40:20 забележа победа, а со 12:4 ја доби и последната четвртина. Марко Аргировски беше најефикасен на мечот со 11 поени, а 10 постигна Димитар. Трајче Тодосов беше најдобар со 3 поени кај МЗД Фруктал. Наградата од нашите пријатели Горска отиде во рацете на Димитар од Соколи. Добар ден, здраво, јас сум Крстевски Милан, тренирам во кошаркарскиот клуб Соколи, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Филип Пецовски, тренирам во кошаркарскиот клуб Соколи, 97 година сум, учам во основното училиште Димо Хаџидимов, вие гледате МТМ телевизија. Јас сум Стевановиќ Бојан, а вие гледате МТМ Кошаркашка лига. Јас сум Горан Коджич, а вие гледате МТМ телевизија. Михаило Поповиќ, а вие гледате МТМ Кошаркашка лига. Јас сум Тихомир Џикиќ, вие гледате МТМ Кошаркашка лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во третиот надпревар од денешната емисија во петото коло кај генерацијата 98-99 ќе ги видиме кошаркарите на Квиско Баскет и Дрим Тим од Тетово.
Најинтересно е надпревар од ова пето коло го одиграа овие две екипи. Сепак почетокот не ветуваше на надпревар со крајно драматична завршница. Квиско баскет одлично го започна надпреварот и уште на стартот ја имаше иницијативата и во нападите и во одбраната, што резултираше со предност по првиот дел. Квиско со 14:6 ја доби оваа четвртина. Во вториот дел, Dream Team се консолидираше, но во одбраната и не дозволи многу поени во својот кош. Dream Team одигра исто како во првиот дел, а Квиско само ја одржуваше стекнатата разлика од првата четвртина. Само 6:4 за Квиско во овој период и на полувреме имаа предност од 23:10. Во третиот дел, одличната игра на Квиско баскет продолжи. Предводени од Кристијан Перовски, разликата стануваше се повисока и повисока, а во една прилика Квиско баскет имаше двојна повеќе поени од Dream Team, 32:16. Оваа четвртина ја доби повторно Квиско баскет со 12:5. И во последната четвртина, кошаркарите на Квиско баскет помислија дека работата е завршена и дека надпреварот е решен. Но така не мислеа кошаркарите на Dream Team од Тетово. Тие до крај, без никакво опуштање, одиграа крајно мотивирано и со серија поени ја намалија разликата на едноцифрена предност, а како што се ближеше крајот, така се повеќе се доближаа до резултатот на Квиско баскет. Во последната минута, Квиско не можеше да ги запре налетите на Dream Team и дозволи да биде изравнет резултатот на 34:34. Во последните секунди Квиско баскет го искористи бонусот поради личните грешки и успеа да постигне само 1 поен, со што им овозможи на Dream Team да го имаат последниот напад на надпреварот. Сепак обидот на Dream Team беше неуспешен, па така Квиско баскет стигна до нова победа во МТМ кошаркарската лига. Конечниот резултат беше 35:34 за Квиско, а последната четвртина ја доби Dream Team од Тетово со 18:4. Кај Квиско баскет најефикасен беше Кристијан Перовски со 17 поени, а кај Dream Team 8 постигна Флоријан Синани. И во последниот надпревар од ова пето коло кај генерацијата 98-99 се сретнаа тимовите на Академија Баскет и МЗТ Скопје Аеродром. За Академија Баскет настапија Александар Коларич, Ѓорѓе Божиновски, Милет Трајковски, Ненад Тодороvić, Оливер Велјановски, Андреј Димитриевски, Борис Насков, Александар Стаматовски, Марио Николовски, Димитар Тацевски, Иван Балов и Бојан Јовановски. Тренер на екипата е Зоран Балов. За МЗТ Скопје настапија Дарко Ѓоргиевски, Максим Ѓоргиевски, Марко Ивановски, Кристијан Војчевски, Марко Јовановски, Даниел Жираковски, Петар Димитриевски, Дамјан Стојулковски, Виктор Кузмановски, Кирил Кочев, Виктор Крушчик и Виктор Цветковски. Почитувани гледачи, поради технички проблеми со материјалот од овој надпревар, не сме во можност во целост да ви го прикажеме овој интересен меч, каде победникот се реши во последните 15 на секунди од надпреварот со погоденото едно слободно фрлање на Марио Николовски. Во последните секунди, тимот на МЗТ Скопје имаше обиди да го врати во звоздон, но ги промашија сите слободни фрлања.
Така победата отиде во рацете на Академија Баскет минимално со 29-28. Марио Николовски беше најефикасен кај победниците со 10 поени, додека кај МЗД Скопје по 6 коша дадоа Виктор Прушчик и Виктор Цветковски. Токму Марио Николовски си доби награда од нашите пријатели Горска, која му ја додели легендата на македонската кошарка Александар Књазев, а наградата од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт ја доби најдобриот играч на МЗД Скопје Виктор Цветковски, повторно од Александар Књазев. Јас сум Александар Стаматовски, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Максим Митевски, тренирам во Кошаркарскиот клуб Соколи, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Иван Балов од Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Жиновски Ѓорѓе од Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарската лига. Здраво, јас сум Андрей Становски од Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледате кошарка на МТМ телевизија. Јас сум Костовски Горан. Поздрав. Јас сум Зоран Балов, тренер во Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Трајковски Марко, тренер на Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Ајна Тантуровска, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова пето коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 98-99. А како тоа го прават најдобрите? Погледнете ги најновите топ 10 потези во кошаркарската Евролига и NBA лигата. Number 9, Madrid's fame. Marcus Williams of Unigata sends a laser pass to Fran Vázquez for a huge basket in crunch time. What an amazing pass by Williams. Number 8, still in Madrid. Real Madrid does it again. Sergio Rodriguez connects with Marcus Slaughter for the high-flying alley-oop slam. Great play. Number 7, Tel Aviv, Israel. Krasimir Lonchar of BC Hinki gets the ball down low, but Nick Canaan-Medley of Maccabi rises high and swats his shot out of bounds. Not in my house. Number 6, Istanbul, Turkey. Anadolu Efes in action.
Stanko Barac blocks the shot. Then Jamon Lucas finds Kerem Gonlum for a fast break jam. Number 5, back to Madrid. Earl Callaway of Unicaja Malaga dishes to a cutting Luka Zoric, who springs over a defender to the basket for a vicious two-handed slam and the foul. Number 4, it's back to Tel Aviv. A Sean James block party. After James coughs up the ball, he makes amends by rejecting BC Himki counterpart Paul Davis not once, but twice at the rim. What an outstanding defensive effort by James. Number 3, Athens, Greece. Dimitris Diamandidis sends it in the air, and Stefan Lasme rides the elevator up and ignites the Panathinaikos crowd with a huge alley-oop slam. Number 2, Tel Aviv, Israel. Final minute of a close game. Ricky Hickman drives, sees room, and explodes for a decisive rim-rocking slam to the delight of the Maccabi Electra faithful. And the number 1 play of the week, Vitoria Spain. Seconds before halftime, David Jelinek collects the steal, spins, and buries a prayer from beyond midcourt. We'll be back next week with more Turkish Airlines EuroLeague action. Keeping the Wizards off his back, Timmy leading the break. Going to the hole! Taken by Dragic. Oh, nifty move. And one. Goran Dragic. That's what he can do. He gets in that attack mode in transition. You've got to get back and level him off. Oh, got it. Tinsley, the runner from half court. Jumper, and he lasered it in. Pettis giving goal lane shut down, so he says, you know what, I'll get behind everybody and then feed the cutter hard. He wasn't supposed to dunk it. I mean, I'm telling you right now, the law of physics was defied on him. Gallinari, 5 on the clock. In trouble. Behind his back. Step it off. Birdman. Yes. That ankle feeling pretty good by Gallinari. Oh, how about the steal by Cousins? Look at the dribbling. Here comes the big fella. Wow, how do you like that? Nice outlet. On the run. 2-on-1. Green the finish. Wow, the alley-oop. Oh my goodness. He just didn't make that a normal catch and finish. He caught it, brought it down, wound up, and threw it down. Into Nene. Gotta go. Hand off Gallinari. Heaves one up. Gallo hits a monster three. There you go, guys. Wade with 4, with 3, leads in. Fouled as well, no call. 1/10 of a second on the clock, baby. All
Здраво, јас сум Дамјан Руев. Јас сум Стефан Тасевски. Здраво, јас сум Борис Семански. Здраво, јас сум Петар Жиковски. Вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Јован Марковски, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Тука, почитувани гледачи, ќе го завршиме ова 8-о издание од МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2012-13. Премиерата на емисијата сегуваше в недела со почеток од 11 часот и 30 минути. Не ги заборавајте репризните изданија во среда и четврток од 11 часот и 25 минути и во петок од 16 часот и 10 минути. Се гледаме повторно остената недела со надпреварите од нашата лига, која ексклузивно се пренесува на програмата на МТМ телевизија. Поздрав и останете со програмата на МТМ. I like to move it, move it. 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 You like